Време е за Силиконска долина, а во Силиконска долина, како секој вторник, така и денеска, Христијан Тасевски со кого разговараме за најновите движења во напредните технологии, во информативните технологии и така натаму. Христијан, добро утро. Добро утро, Сашо. Морам да кажем дека минатата недела особено внимание ми привлече оваа вест на анонимуси дека ќе му се свртат на Илон Маск, му испратија порака доаѓаме. Зашто станува збор? Го винуваат дека се богати врз грбот на обичните луѓе и така натаму, и колку е сериозна таа закана и колку сериозно Илон Маск ги сваќа овие закани. Така, интересно е што крипто светот или во тој блокчейн свет некако работите не застануваат. Постојано се менуваат, постојано имаме нешто ново. Последно е ова со Илон Маск. Ние и претходно спомнавме за ситуацијата каде што Илон Маск таму почетокот на февруари најави дека тоа е вистинска инвестиција, дека биткоинот е вредноста на новото време. Одеднаш почна да расте цената, да се зголемува, па за до пред еден месец, неговата изјава беше тотално различна од тоа што беше на почеток. И цената секако повторно се врати на таа почетна цена. Малку ни се укочи зумот, меѓутоа претпоставам дека Христијан се уште го имаме на линија. Христијан, тонските имаме ако веќе со сликата не функционираме. Илон Маск најави вклучување, па потоа даде една потполно различна изјава. Тоа рефлектираше со голем пат на цената на биткоинот. Разбирам дека во меѓувреме врската на Зум со Христијан ни е пореметена. Гледате, тоа е таа Силиконска долина. Кога имаме вклучување во живо, не се случува и оваа технологија да се исклучи непланирано. Од режија сепак, колку што успеам да разберам, го имаат Христијан на старата добра технологија телефонска, која што е само неколку стотици години стара. Христијан, продолжуваме на телефон. Застанавме со променливите изјави на Илон Маск и влијанието врз биткоинот, бидејќи неговото бустирање, а потоа и негативните изјави придонесоа за таа валута да доживее подеми, а потоа и големи падови. Што се случува во таа сфера? Да, и веќе спомнав, меѓутоа не знам во кој момент се прекина единкот, и тоа беше очекувано да има некои реакции поради тие негови турбуленции што ги направи на вредноста на криптопазар. Па со очекувана, може би затоа велам очекувана реакција, се појавува и хакерската група Анонимуси, која што објави видео во време трајање од некои 4 минути, тоа е јавно достапно, доколку некој сака може секако да го погледне, во кое што кажуваат дека Илон Маск неговата доверба кај сите жители на светот ја стекнал со неговите изуми и идеи за како да го подобрува светот, меѓутоа со последните постапки што ги прави, покажува дека тоа е ништо поразличен од, сега како да го дефинирам, капиталист. Како што, во овој случај се покажало дека тој само ги гледа своите интереси, при тоа без обзир да земе каква ќе биде ситуацијата на останатите кои што го следат него, може би инвестираат и со падот на цената во која што веруваат другите луѓе кои што ги следеа неговите идеи, може би изгубиле и пари. Конкретна некоја изјава од страна на Илон Маск немавме, имаше еден твит кој што се претпоставува дека се како некоја порака кон Анонимуси, со тоа што Анонимуси на крајот од видеото кажа дека поради сите овие причини тој може да ги очекува и дека ќе биде нападнат, така да кажам. Како што спомнав и претходно, немаме некоја официјална контрапорака од Илон Маск, меѓутоа имаше една изјава, односно еден твит, кој што се претпоставува дека се однесува на нив, и тој имаше написано "Don't kill what you hate, save what you love". Во превод тоа би значило не убивајте го тоа што го мразите, зачувајте го или сакајте го тоа што го сакате. Потоа немаме некој, тоа сега се случи овие денови, немаме некоја друга разврска, така да останува да видиме дали ќе имаме некои дополнителни
активности, односно тоа што го најавија Анонимус. Добро, јас анонимуси знаат да бидат прилично непријатни, ќе влезат во приватноста, може да го хакираат компанијата, да блокираат и така натаму, а во меѓувреме продолжува она, би се рекол, трка кон свемирот. Джеф Безос гледам дека ќе го претрка Илон Маска и веројатно и Бренсон околу тоа како ќе се планира да се лансира сами од себе со уште неколкумина во прв лет околу земјината топка. Сега тоа не е баш одење на Марс, што би се рекло, но сепак се работи за крупен исчекор. Амбициите на неговите директни конкуренти, кои што сведоци сме дека прв пат во последните години се работи за комерцијални инвестиции за летање кон Вселената. Сведоци сме дека некако тактиката, стратегијата на Безос е малку помалку рекламирање, малку помалку присутност во јавноста, за разлика од Илон Маск, кој од сето тоа прави голема пиар кампања, а сепак резултатите се тие да самиот се качи прв полета околу веројатно земјината топка. Да, резултатите до сега покажуваат дека Джеф Безос е всушност во трга се тие помеѓу првите неколку места кој ќе биде најбогат, меѓутоа покажува дека има одлични резултати, меѓутоа без да биде нешто особено експониран во јавноста и без некои пиар потези. Меѓу другото, во видеото кое што го спомнавме на почеток, кое што беше од страна кое што го издадоа Анонимуси кон Илон Маск, исто така се спомнува и тој момент дека на почеток Илон Маск без разлика што има можеби некои идеи за како нешто да направи подобро, сега веќе се појавуваат и негови конкуренти, па дури тие напоменуваат дека и самата компанија Тесла не е негова идеја, односно таа идеја основана од други основачи, со тоа што тој се вклучил на почетокот, па се добива некој впечаток дека сите тие се негови изуми, дека тој го движи светот, а дека истовремено, еве како што го спомнавме Джеф Безос, веќе има и други конкуренти, како за електрични возила, така и за дури комерцијални летови, нели, кои што одат надвор од нашата планета. Ние сме навикнати во големите бизниси секогаш има и тој вид на компоненти кои што човек да не знае дали се резултат на пиар стратегии. Во големите бизниси лошите вести се понекогаш добри вести. Важно е да ве има низ медиумите, како што велат, па сега по добро или по лошо, важно е да се врти бизнисот. Денеска требаше да поразговараме и за некои други теми, Христијан, меѓутоа мислам дека нешто ќе одложиме за следниот вторник. Јас ти благодарам за ова телефонско вклучување.